Работничките права се кршат поради неинформираност на газдите, но и недоволната едукација од страна на инспекторатот во фирмите. Овде сме во Виница за да ги воочиме предизвиците со кои се соочува бизнис секторот, но да видиме исто така и како постапува трудовиот инспекторат на терен, односно колку се заштитени работничките права. Не постојат секаде економски социјални совети, бизнисмените не се доволно запознаени со мерките што ги дава Агенцијата за вработување, нема децентрализација во делот на Фондот за иновации, Министерство за економија и така натаму, нема прецизно дефинирани кои се рурални подрачја и субвенции за отварање на фирми во руралните подрачја. Од овие причини потребна е граѓанска мобилизација. Работниците мора да ги знаат работничките права, а во тоа инспекторатот да им помогне. Само 16 представки континуирано се поднесуваат или решенија од страна на трудовиот инспекторат кон фирмите во последните 2-3 години годишно. Не постои едукација од страна на трудовиот инспекторат кон самите фирми, меѓутоа исто така во Виница, а и во другите општини досега не се издадени прекршочни пријави. Што значи тоа? Дека се уште постојат прекршување на работничките права од причина или доказ за тоа е дека постојат автобуси кои што носат сезонски работници од Виница, од Делчево, од Берово, од Македонска Каменица, наместо да го остваруваат своето право на работа, правото на здравје, правото на живот во местото кај што живеат, се принудени да го бараат својот леп на некое друго место каде што е наречено туѓина. Ова, меѓу другото, беше изнесено на последната од серијалот Работилници, насловени како "Граѓанинот е вистинскиот инспектор".